Механизмот за упатување треба да се воспостави со цел поврзување на ранливите млади лица со соодветни услуги со намера да се намали нивната подложност на радикални идеи кои можат да доведат до насилен екстремизам во заедницата. Оваа обука исто така ни овозможи да се запознаеме со механизмите на постапување доколку се сретнеме со радикализирана млада личност. Ова е многу значено за нас како наставници, како директно вклучени во процесот на образование, односно во работата со млади луѓе. Целта беше да се презентираат стандардните оперативни процедури за препознавање на и рана детекција на ранливи категории на млади лица и начинот на координирано постапување преку механизмот на упатување, кој што, како би рекла, еден нов метод или начин на функционирање ќе се реализира преку вклучување на сите одговорни институции на локално ниво и секако граѓанските организации. Нам како психолози овие теми не ни се страни, ни се добро познати, но е важно да се редовно потсетуваме на сложената поврзаност помеѓу индивидуалните и семејни динамики со социокултурниот контекст. Фокусот, како што реков, беше на граѓански организации, нивната улога, бидејќи тие представуваат мост во општеството, помеѓу институциите и граѓаните, затоа нивната улога ни е битна и нивната вклученост, бидејќи нудат услуги кои што би можеле да бидат од корист за самите индивидуи, односно на лицето со ризик од радикализација. Особено е важно за мене тоа што ова обука ме поттикна да размислувам подлабоко и покритично на тоа на улогата што секој од нас го има за создавање на побезбедна и потолерантна општество. Во изминатите неколку дена научив многу околу радикализацијата, што еве на мене пример лично многу ќе ми помогне во работата како младински работник, како да ги препознавам знаците на самата радикализација. Сметам дека овој механизам нуди можност за евентуално детектирање на опасности во кои би можеле да се најдат учениците и ни нуди можност како институции да откриеме евентуално такви состојби и да ги превенираме навреме. Оно што го научивме како лекција од самиот процес е дека треба да се оди многу внимателно во упатувањето, дека е неопходно образовните институции да самата проценка да ја прават многу подетално и пред сето тоа да се спроведе до другите институции. Како еден од најзначајните примери на овој успешен проект во овој процес може да се изводи еден случај на ученик кој поттикнува дисфункционално семејство, кој претходно манифестирал проблематично однесување и тоа врсничко наследство. Преку овој проект координирано действувавме заедно со училиштата, стручните служби, Центарот за социјална поддршка и нормално локалната самоуправа, која овозможни сеопфатна интервенција. Во рамки на поддршката, родителот беше вклучен во процесот на вработување, ученикот доби соодветна психосоцијална поддршка, како и можност за активно вклучување во бесплатен фудбалски клуб, наменет за сите деца од ранливи категории во општина Куманово. Како резултат на ваквиот пристап, ученикот денеска покажува многу значајно подобрување во однесување и, најбитно од се, одличен училишен успех.